Независното истражно тело, формирано да ги провери наводите за широко распространета корупција во парламентарното собрание на Советот на Европа, вчера го објави финалниот извештај. Во документот, кој е на повеќе од 200 страни, е спомената и Република Македонија, и тоа токму преку сомнежите што ги отвори 360 степени. Станува збор за улогата што ја имал британскиот пратеник Роберт Валтер, кој бил најмен за советник на владата на Емил Димитриев, во изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков, за судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Случајот го обелодени колегата Александар Димитриевски. Тоа е во студиото. Димитриевски, што точно е наведено во извештајот на независното истражно тело? Делот кој што се однесува на Македонија во извештајот е покриен на нешто повеќе од половина страница. Пред се тука се нотира она што и ние го објавивме, односно дека господинот Роберт Валтер е ангажиран како консултант на македонската влада некаде на крајот на 2016 година и дека тој за своите услуги наплаќал 7.000 евра месечно. Во извештајот понатаму исто така се нотира делот од нашата сторија, дека пред да се склучи договорот помеѓу македонската влада и господинот Валтер во минатото, господинот Валтер во неколку наврати учествувал во наблюдувачки мисии во Република Македонија, при што секогаш давал позитивни оценки или пак добри препораки за проблематиката за која што бил испратен во земјава, која што требала да биде истражена. Или откако пукна аферата со прислушуваните разговори, релативизирачки извештаи и оценки? Па не беше релативизирачки, да бидам попрецизен, он подпишува еден извештај во кој што се бара од опозицијата, тоа е во април 2015 година. Од опозицијата бара тој да престане да ги објавува бомбите и да се врати во парламентот. Еве за пример една од речениците во тој извештај. Да продолжам, последната референца во извештајот на кој што се повикува на 360 степени е дека кога господинот Валтер станал лобист на македонската влада, бил во контакт и со македонската делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа. Но сега извештајот застанува тука, не оди чекор понатаму, и впечатокот е дека всушност не достига тој многу важен аспект од нашата сторија за улогата на господинот Валтер токму при изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков, за судија од Македонија во Страсбур. Токму така, тоа е веројатно и клучниот елемент кој што недостасува, кој што го нема во вордингот во извештајот. Случајно или не? Една од коинциденциите, да ја наречеме, што господинот Валтер е ангажиран токму во периодот кога во Страсбур треба да се бира судија од Македонија за во судот за човекови права во Страсбур. Како што знаеме, беше избран господинот Јован Илиевски, инаку баџанак на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Господинот Валтер во своите извештаи кои што ги праќал до македонската влада, како што ние објавивме, нотира дека бил присутен таму и дека вршел консултации токму во тие денови на изборот, иако во тие извештаи не пишуваше каков тип на консултации биле и конкретно каква работа завршил, но од Страсбур стига сигнали дека има чудно групирање на десницата во насока на избор на господинот Илиевски за судија во Судот за човекови права во Страсбур. Само да подсетиме, тој доби, мислам, 20 гласа повеќе од уставната судика, сега веќе поранешна, Наташа Габер Дамјановска, која што беше примарно препорачена од надлежниот комитет на парламентарното собрание на Советот на Европа. Инаку целата таа постапка на избор на судија од Македонија во Страсбур ја следеа низа контроверзии од начинот на кој што процедурата беше водена дома до, како што веќе споменавте, извештаи за непримерно лобирање во прилог на еден од кандидатите, иако второ препорачен, а не прво препорачен за време на таа сесија на парламентарното собрание во Страсбур. Но господинот Валтер воопшто не бил случаен човек. Тој повеќе пати се споменува во овој извештај, кој што е на повеќе од 200 страни и се разбира не во позитивен контекст. Ќе ми дозволиш, Васко, и да ќе морам да прочитам делот за белешките, односно името на господинот Валтер се споменува во два случаи дека прекршил неколку точки од Кодексот на однесување на пратениците во Парламентарното собрание на Советот на Европа.
Така, например, точка 5.1 го прекршил правилото да ги извршува своите обврски со интегритет и честност. Правилото 5.5 да не го злоупотребува својот кабинет за лична или туѓа приватна корист. Правилото 5.6 да ги објавува сите релевантни интереси кои се однесуваат на неговата јавна функција и да преземе чекори за да ги разреши сите судири на интерес кои произлегуваат од тој однос на начин кој ќе се заштити јавниот интерес. И така натаму, еве би прекинал, тука имам уште две точки. Сите овие забелешки кај господинот Валтер мора да се потенцира дека се однесуваат на неговата работа во врска со Азербејџан, каде што слично како и во Македонија и таму во повеќе наврати бил дел од групи од парламентарното собрание на Советот на Европа кои што имале задача да изработат одреден извештај, било тоа за избори во таа земја или пак за други тековни политички прашања за кои што Советот на Европа покажувал интерес и кои што секако имале големо влијание и во самата земја. Инаку фера да се каже дека извештајот на независното истражно тело е главно фокусиран на Азербејџан. Всушност и целата постапка беше инициирана главно од извештаите на Европската иницијатива за стабилност, ЕСИ и на OCCRP, меѓународната истражувачка мрежа на новинари кои објавуваа конкретни докази за корупција и за корумпирање на членови на парламентарното собрание токму во контекст на Азербејџан. Инаку извештајот немаше за цел никого ниту да казни или евентуално да препорача повторување на одредени постапки, тоа е повеќе насочен кон тоа да констатира и да препорача промени за вакви работи во иднина да не се случуваат. Токму така, ако го следиме вордингот особено за Македонија, очигледно е дека извештајот немал таква намера. Но секако самото споменување на овие пракси, самиот факт што сето ова влегло во извештајот и било вредно за разгледување. Еве не спомнавме дека господинот Валтер инакој бил повикан да даде исказ или изјава по однос на овие обвинувања. Он потврдил дека бил на платниот список на македонската влада, но повторно се застанува тука. Не е ова истражен орган кој што треба да резултира со некако факт кој што подразбира кривична или некаква друга одговорност за действијата кои што одредено лице ги презело. Иако уште еднаш ќе кажам, тоа воопшто не беше целта ниту насоката во која што работеше истражното тело. Останува Македонија во Страсбур да ја представува и таму да ги брани човековите права и слободи. Човек кој што од позиција на шеф на обвинителството за борба против организиран криминал не направи буквално ништо да ги истражи прислушуваните разговори, потоа замина во Страсбур, а во меѓувреме овде СЈО излезе со 20 обвиненија за кои веќе се водат судски предмети. Благодарам.